Мицковски вчера ги повика граѓаните да пријавуваат корупција и најави бесплатна линија. Ова е директна копија на кампањата што токму сега се води во Србија. СДСМ уште претходно најави дека Мицковски, по углед на постариот брат од сестринската партија, ќе ја препише и оваа мерка. Се е копи-пейст, само со неколку дена за доцнување. Во Србија, половина од граѓаните на порталот за пријава го пријавуваат токму Вучики. Мицковски не мора да се замара. Линијата за пријава кај нас е веќе отворена. Веќе 6 месеци стои на веб адресата micko.mk. Да го известиме дека и него веќе го пријави половина Македонија. Него и неговите соработници од организираната криминална група ВМРО. Единствен проблем е што исто како Вучик во Србија и Мицковски го приватизираше обвинителството. Но обвинителот му се јавува на телефон, му се даваат задачи од собраниска говорница или преку медиумите. Затоа се катастрофални извештаите на Европската комисија за судството, каде се констатира мешање во судството и обвинителството, отсуство на реформи, широко распространета корупција и проблематични јавни набавки. Дополнително доаѓа и медиумскиот мрак по истиот рецепт. Групата Ало, поврзана со Информер и другите провладени медиуми од Србија, пристигнува во Скопје. Повеќе воспоставената медиумска мрежа на над 40% од Орбановите медиуми сега следува уште поголема концентрација на медиумското влијание. Тандемот Латас и Вона Талевска е задолжен да го изгаси медиумското светло во име и за сметка на Мицковски. Мицковски, ова е веќе премногу. Копирањето на Вучик станува смешно.